Добре дојде и ти благодарам што си денеска Добро ме сајде. најдов, мило ми е што сум овде во вашата емисија. Помина повеќе од година дена од како не си била, ако не и малку подолго. Па да, помина една година, мислам. Денеска некако така ги споивме младите сили кои што се насочени кон создавање И на оно што е македонска интересно, музика. минатиот пат кога ни дојде Настасија беше средношколка, сега веќе студент. Да, веќе студент. Насочена кон музиката или? Не, нешто друго се одлучив за психологија, студирам во Битола на факултетот за психологија. Па мислам дека навистина интересна спојка е музиката секако со има психологијата, спојка, бидејќи нели текстовите сами по себе за да се интерпретираат треба да се доживеат, тоа ќе ти биде целосна предност. Да. Како постигнуваш со создавање, со факултетот сега и со создавање музика? Дали има потешкоти или кога се сака се може? Па се уште сум прва година, не е толку тешко и стресно. Има тука некое време и за музика и за учење, така да. Со музика полесно се учи. Кога се сака се може да се организира. Тропне ми напорти, подсетување на нешто што беше отпеано на Валандовскиот фестивал од исто така едно големо авторско име од Битола и чисто песни во последните години повторно се враќаат и се актуелни. Се надеваме дека и ова ќе биде еден од неговите хитови. Па и што јас ќе се трае. надевам. Поздрав, значи до Петар Георгиев Калица. Тој се погрижи за музиката, аранжманот и текстот на песната. И морам да кажем дека таму си поминав прекрасно. Прво фестивалско искуство беше? Не, второ имам настапувано и на Приред фест, заедно дуетска песна со Живе Мешурески. И овај пат ми беше втор пат. Се надевам дека ќе има и понатаму фестивали. Тоа сакав да прашам сега како студент, дали оваа година планираш да освоиш некоја фестивалска сцена и да застанеш, бидејќи фестивалите некако не се наближуваат. Доаѓа тој пролетен период кај што фестивалите заземаат централно место. Дали се спрема нешто такво или? Па имам во план да настапувам, но полека да видиме и какви понуди ќе има за песни нормално. Зависи од песните. Да, Во меѓувреме зависи интензивно работиш на материјали кои што се поврзани со македонската народна песна, традиционалната песна, она што по кое што публиката практично те запозна. Да, точно, публиката ме запозна под тие народни преработки на песните. И така потоа се почна по телевизиски настапи, приватни забави. Во меѓувреме исто така имаше турнеи надвор од државата, имаше и такво искуство. Какви се искуствата од настапите надвор, колку македонците те прифатија како едно ново музичко име кое допрва сериозно ќе застане на македонската сцена. Точно, лани за Нова година бев во Австралија со група Маестрал и Христина Илиоска заедно со менаџерот Пикси. Си поминавме прекрасно, сепак за мене беше многу голем успех на 18 години да заминам во Австралија и да ја дознам таа комуникација со публиката и да доживаме на такво големо искуство. Посебно ако знаеме дека таму има многу битолчани. Да, многу битолчани, со сите се дружевме, пријатели, роднини многу. И морам да признам дека таму музиката, тоа приметив, дека музиката повеќе се слуша отколку тука кај нас. Тоа е моето следно прашање. Дали ја примети таа разлика? Да, ја приметив. И како да ги мотивираме младите да слушаат македонска народна музика? Всушност, како почна твојата љубов кон македонската народна песна за да се насочиш кон неа? Бидејќи навистина верувам дека кога се споделуваат приказните можат да инспирираат и други млади талентирани пејачи да тргнат по тој пат. Па да, знаете како јас тоа во мене навлегло, бидејќи мојот татко и сите дома сме слушале народна музика и секаква друга музика, ама ете тоа навлегло во мене и би ги мотивирала да седнат да одвојат малку време и да прочепкаат барем на YouTube и ќе видат колку народни песни и секакви од Македонија има и што да слушнат, дека тоа вреди да се види, бидејќи некако заборавено ни е тоа тука кај нас, вредност и културата што си ја имаме. Така, обично повеќе се воодушевуваме на туѓото, а странците се воодушевуваат на она што е наше. Кога го спомена твојот татко, јас морам да го поздравам и да му се заблагодарам затоа што
тој буквално 24/7 е на располагање кога треба и за соработка и за поддршка, се што треба, така да и ова денешно гостување го реализиравме благодарение на него и мора уште еднаш да му кажам благодарам за поддршката што ја добиваме и ние во организацијата на сето тоа. Рече, ако прочепкаат барем под YouTube, ќе може да видат, да слушнат многу убави песни. Има ли некоја песна која што посебно ти прави задоволство? И знам дека е тешко рано наутро, ама за тебе не било никогаш тешко. Може ли денеска повторно да побараме нешто во живо или делеве од тие што тебе ти прават кеф и задоволство да си ги пееш? Обожавам да пеам во живо, особено вака наутро. Ако не испеам наутро, значи нешто не е во ред со мене. Така, и сега не знам дали овој микрофон работи или ќе може на тој само да се исконсултирам со колегите со режијата, дали ќе може на микрофонот што го има Анастасија или ќе треба да побараме друг микрофон. А додека го добиеме, може ние да си позборуваме понатам. Мислам дека може слободно. Може, добро, слободно. Нешто од срце, вака утрински. Да, еве, ајде зајди, а прејасно сонце. Повели. Повели. Ајде Кога прв пат ја слушна оваа песна, ова е нешто што ретко се пее и се слуша, барам не ја чуена многу од твоите колеги да ја свират или да ја пеат. Да, па од порано, не се сеќавам кога точно сум ја слушала, ама има бајги години. Исто така ја пеев на прв пат на шоуто Нови и млади и оттаму сакав да испеам малку подолго, да речам, повеќе строфи, нели? Сакаш да истражуваш, да пееш токму песни кои што не се многу експлоатирани? Да, за да се обноват и да види народот дека вистински песни имаме и треба да се слушаат тие. Но она што приметив е дека целосно се внесуваш во интерпретацијата и емотивно, без разлика на тоа што сега буквално ти дадовме една таква задача. Тоа значи дека навистина го чувствуваш тоа што го пееш и верувам дека и публиката ја прима таа твоја емоција. Кога станува збор за создавање нови песни, дали така ги бираш? Дали мора песната да се добра за да ја интерпретираш или сакаш да пееш се? Па прв пат јас прво го гледам текстот, па потоа ако е текстот добар, значи ќе ме допри и мене, ако ќе ме допри и мене, се надевам и публиката. Тоа е еден мост, еден непресушен мост кој што навистина мора да се совпадне и да се помине за да нели се доживее успех. Какви се плановите за 2025 година? Па плановите, имамо план да правам се уште вакви народни преработки. Исто сакам да издадам уште една моја авторска песна. И сега за сега се спремат, нели, се спрема работата за летото. И зошто да не, уште една турнеја. Тоа е прекрасно. А зошто па само една? Оти да не бидат повеќе турнеи. Па добро, сега за сега една доволно и па понатаму. Може сега и на кај Америка? Може. И Европа да се фати сегде да се слушне песната. Со кој се соработува, останува екипата или зависи во периодот кој каква песна ќе понуди? Па зависи од песната. Сепак за Наваландово има доста понуди и сепак ја одбрав ова. За малку повесело сакав така да биде.
сега ќе слушнеме нешто што е она по кое нели публиката и те запозна, обавите македонски песни. Ајде не ти личи Дафино моме. Ова е снимена, мислам, со оркестарот на Златко Милутиновски. На почетокот, да кажем, кога почна мојата кариера во Имат Немат. Размислуваш и ти на некој проект кој што ќе биде баш со старите македонски, со вакви песни кои малку се пеани, малку се експлоатирани во јавноста? Да, имам, се разбира, план. Ама ете, нека остане малку тајна за гледачите. Така, значи ти Само нека полека, ама очекуваат. сигурно, без брзање. Така, дозирано што се вели. Да. Најубаво е така, кога полека се оди патот и се создава квалитет и тоа останува некако врежено кај нас. Фала ти многу што денеска одвои време и што ни ја донесе вака и во живо македонската песна. Навистина, мене лично ме наажи. А твојот глас, а верувам дека и нашите гледачи го почувствуваа истото. Ви благодарам и вас, си поминав прекрасно со Анастасија, разговорот. благодарам многу и јас за времето, тоа што денеска ве специјално дојдовте овде за нас и за нашите гледачи. Верувам ќе имаме прилики да се дружиме. Ќе има во наредниот период многу нови поводи, многу нови песни, па почесто ќе ни доаѓаш на наше, а и на задоволство на публиката. Да, и јас се надевам. Ајде сега да ја слушнеме другата песна. Јас ќе станам, бидејќи овде лизгаво да ти припомогнам, а може аплаузот да го добием.